Мип. Господине Франк, хвала му на Господ, пристигнахте безденно. Мип! Ана. Господи Франк, Маргот, моля да сте изцърпени, да знаехме ги спремахме за вас. Веќе доволно старите ми, покрај се добро е да бидеме запатени. Како што гледаш, ја немам на помош. Гледам. Петър, близо. Добре дојде, Петър. Петър Ван Дам, деца. Добре дойде, мал Никсон. Петър, ова е Ана. Маргот, мојата жена, госпоѓа Франк. Gospodin Frank? Izvini, Petre, nisam pri sebi. Ne mogu mi što si su nas imene. Mačka! Ima mačka! Crna mačka. I ние имаме mačka. Сакав да ја земам, но... Сигурна съм дека нашите соседи ќе се грижат за нея, дека да се вратиме. Супер ќе биде да имаме mačka тука, нели ќе биде фантастично. Ана, не се возбудувај толку. Петър се уште не те познава. Наскоро ќе ме запознае. Ќе биде многу забавно со толку луѓе тука. Сосем од друго семејство, нели Маргот? Да. Како да сме на одмор во некој чуден фестивал. Авантура, романтична и опасна во исто време. Што е, Петър? Моите родители беа занемени преку една улица. Ке дојдат? Не мислите ли, не гледај се, Петре. И ти си како мене. Мајка ми секогаш избрзва, дури и за ситници. Како се вика? Муши, муши. Многу сакам мачки. А во кој училиште учиш? Па направи е техничко училище. Во нечија куќа, знаеш од како нека. Јас морам да се преместам од моето Монтесори училиште во еврејските функции. Знам, те видов таму. Навистина? Ето што ти реков, сега сите сме тука. Мораме да одиме по долгиот пат. Имаше премногу полиција на улици. Добре дојавте, господи Ван Дам. Добре дојде, господин Ван Дам. И знаете, децата и жена ми се. Мора да побрзаме. Репетицијата доаѓа за половина час. Ама колку само проблеми се создавам, господине Кралер, вие направивте се сами, вие сега ние не идваме по-рано. Не можете му да сме да чекали, господин Франк. Не грижете се, ќе ставиме се што можеме за да ви помогнеме. А сега морам да одам да ги земам вашите следувања. Чекајте, ако ги видат нашите имена на следувањата, нели ќе знаат дека сме овде? Знаете, вашите имена нема да видат на нив. Ако правите список секој ден, ќе можам да ви обезбедам тоа што ви треба. А секоја сабота можам да ви носам посвет книги до библиотека. Пет! Знам кој ќе бидат моите пет. Ана, запомни, тука сме се домина. Знам, мајко. Тоа што е нелегално, следувањата, а никогаш не сме направили нешто нелегално. Мислам дека нема баш да живеем по прописи тука. Ми пијате доаѓаме секој ден да ја посетуваме. Скриптомофон за сигнализираме како да се качуваме. Утре ќе ги наместите полиција за книги пред врака. Уште нешто. Радио. Радио, фантастично! Радио, фала му Господ! Радио, ние нешто можеме да предадеме ти предадеме. Господине Кралер, благодарам за се. Ќе биете се обучавате? Ќе ме објасни. Не знам како ќе можеме да ви се заблагодарим. Како би можете? Никогаш не помислите дека ќе видам човек, господин Франк, да мора да се призна. Какво пътуване? Истинско чудовище на Елатиска. Петронела отиша по улицата со късне на палто на сред лето. Ајде сега да ви кажем неколку нешта брзо. Ана, дојдите му. Прво, замучавате. До 8 до 18 часот, кога работници се во зградата, мора да бидеме под пол мотивки. Тоа значи, нема чевли и ќе се движиме кога е под полно напор. Не смееме да пуштаме вода од чешмите и не смееме да пуштаме вода од казанчите. Цевките помалуваат од магазинот, што значи сите звуци може да се слушат. Само еден туалет? За сите? Ана! Смееме да фуламе ги игре наоколу, да ги не лушпи околу. Сето тоа ќе говориме вече по според.
смеем да излегуваме надвор, не смеем да се подигаме из прозореца, не смеем да кръщваме и ако е възможно да ни натриски. Запомнете, не смеем да ги пленем. Баба мораме да живеем да не завърши се. Но, после 18 часа, можем да играме игри, да зборуваме, да се движим како што сме се движили дома. Ова ќе биде нашата заедничка сила. Тука заедно ќе вечераме како едно семејство. Едно семејство. Ми се допаѓа тоа. Ева, ајде да се сместиме. Како што се договорихме со Господи Вандан, овој дел ќе биде дел од Ванданови, а овој дел ќе биде дел од Просанка. Ете, знаме на твоето место е малко тесно, но ќе видиш поблиско на твоето семејство. И мило ми е што си ја донесе на мачката ми пред заставата си. Ставци! Ох, Боже! Петронела, сигурен сум дека Муши ќе може да се справи со неколку ставарци. Ајде да се качиме на таванот и да ги сипнеме следовите. Сите кутии се таму. Никогаш не ми можеле да ми се заблагодариме доволно, господица. Ако не бевте вие, мислам што би се случило со нас. Вие не знаете колко вашият баш ми помогна кога прв пат пристигна во Амстердам. Не знаеки го езикот, не знаеки никого. За тоа никогаш нема да можам да го сопнам. Боже, колко е тоа пола, би го извадила фалтото, би било много пола. Едит, ти одмори се, немаш слопен очи од вчера. Ниту ти варат. Јас пиев татко, не ми е смешно. Иако знае дека ми е последна вечер во мојот кревет. Ти се можеш да така смеш. И пред да се лепнеш нечко черно. Сигурна дека не си уморкана? Майко те молам, горец сум. И што правиш? Со слобода, мама. Не смеш да го направиш тоа. Ке те приведат да излезеш без мене. Кога ќе излезе? Не треба да бидам много и победен. Па, во право си. Не ни треба повеќе. Се сеќаваш кога почна? Луѓето пробува да гледаат на другата страна, но сепак погледот им завршуваше таму. Мајка го слушала во толку цврсто. Денот кога не натера да ги носиме звездите беше најлошиот ден од очи. И види, јас те ви трага. Не знаеш кај ги госле? Не, Джоби девал? никош не сум слушнал за него. А, не си слушнал за мене? И па татко ми татко ти се дало некако. Си слушнал за мене, си слушнал. Позната сум в училиште. Позната си на некој начин. Ана, не му додај на Петър. Не му дадем. Петър, тука ќе имаме нашата прва вечер. Много е смешно. Ти се допадна. И треба. Тоа ќе биде единственото момче што ќе го гледам. Моите филмски звезди, ќе ги се запомни. Ќе ги ставам веднаш до... Ќе ги кадем и дневникот. Заборавив да ги спакувам пекалата. Ана, никогаш! Никогаш не смееш! Никогаш! Тоа значи да се криеш. Една грешка може да ја платиме со живот. Знам татко. Биби Клажев ќе доаѓаат секој ден, ќе ми прават друштво, ќе ми нушат храна. Тие се пријатели. Тоа е ретко се. Нацистите најдат дека не кријат и нитка ги депортираат. Ано? Твоето перо! Сега е твоето. Ох, Пим, колко си мил! Сите тие брејки со графи компири. Тоа ќе го јадеме секоја вечер. Не е многу разновидно, аз? Господине Франк, не слушајте ја. Што се може да се направи од графи компири? И да знаете, жена ме одличен го Дози нас. дури со браво. Ке видиш.
Колко ки мене да се свети крумански ядења. Ти престани да преувеличуваш. Жените изгледат много добри. Никогаш не можеш да знаеш за жените. Мислам да видихме пред. Госпожо Анден, колко 15 часов за нашата дома вечер? 18 часов, да. И да се тръгваш от конята да крала. Да бъдеш придадат до себе момент. Може би е погрешно сите да се криеме заедно. Верувам дека е по-добро семействата да се разберат. На тој начин, ако не фатат, предадат, берем децата. На този начин децата никогаш няма да разберат. А нито пък не ние. Урици, Маргот. Все още се трисам. Види ми ги ръцете. Не грижи се, сега сме тука. Не може да те взема. Да, тука сме. Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingesetzt habe. Тишината е таа што најмногу ме плаши. Секој пат кога ќе слушнам крцкање во куќата, чекам на улицата, сигурна сум дека доаѓаат по нас. Талкам од соба во соба. Се чувствувам како славина кој му ги откинале крилјата и кој се фрла кон решетките од кафезот. Пуштете ме надвор, каде што има свеж воздух и смеја. Но тогаш ми текнува на евреите кои не се кријат и знам дека живееме во рај. Тивки сме како глувчиња. Кој би помислил дека темпераментната Ана треба да седи мирно со часот и што е почудно, ќе може да седи. Што пишуваше толку смешно? Се надевам дека не беше ништо за мене. А може да дзирне? Не, господи Вандра. Ниту малку не може да дзирне? Ниту малку, господи Вандра. Добро, тогаш. Јас сум прва да го отворим. Види ли некој на античевли? Чивли. Ти ги зедени ли? Не знам зашто зборувам. Ке ти видеш? На вистина. Дефинитивно. Ана. Чекај да те фатам. Чекам, чекам. Еве. Толку си силен, но нема да ги земеш. Не мислеше дека сум толку силна, нели? Те разлутувам. Сега наистина се лутиш. Ана, Петер! Ајде, Петер, танцувај со мене. Не знам како. Јас ќе те научам. Не сакам да ме научиш. Те молам. Треба да му дадам јадење на муж. Може да гледам? Не сака да јаде кога има луѓе околу. Ќе видам Тивка. Тивка како глувче. Сака глувчиња, нели? Не, Ана, не смеш да си играш така со Петер. Не е пристојно, не сакам да бидам пристојна. Се жали дека не те третирам како возрасла, но кога го правам тоа, ти се напредуваш. Само сакам малку да се забавувам. Што не е волја за тоа момче? Ана, Петър не е работник на повече.
pasivna devojčka kako tebe. Колко време му трябва? Айде, Марго, танцувай со мен. Морам да помогнам со вечер. Айде, бе, ако не правим, веќе забораваме. Горед. Гледате, Марго е вистинскиот танче во семејството. Ах, танцување. Каде е Петер? Он е на соба. Татко му ке губи ако повторно го фати за мачката. Ана, драга, направи ми услуга и викни го Петер од неговата соба. Петер, дај да ти ти излезеш. Знаеш што вели татко, јас ќе го нахранам уши. Добро, да само дај го да јаде и веднаш излези. Така ли се зборува со твојата мала девојка? Мајко те молам, Ах, видете, поцрвени. ти си луда, тај има само 13 години. Па, ти има 16. И татко ти е поставено. Боже, ги мразам. Добро вечер. Би сакал да останам за вечера, но сум многу срамежна. Едва и може. Горед, слушнам за тебе како господинот Скизин те нарекол господица квак. И те натера да напишеш песничка за тоа. Ајде, продолжи, кажи им го останатото. Толку беше добро што прочитам наглас пред нашата и пред сите останати класови. Знам за тебе, ти секогаш се шегуваш. Не се шегувам секогаш. Да, се шегуваш и смеваш ликето. Не се... Ти си најнавредливото момче што некогаш сум го сретнала. Така е, Ана, покажи ми. Од сите момчиња на светот, ја задобив се. Квак. И повеќе не влегуваме во мојата соба. Ана! Випците уште не е тука. Работниците си заминаа пред малку. Што има за вечера? Граф. Повторно! Видов кога си играше со мачка. Беше само на кратко. Тука беше цело попладне и учеше француски. Навистина. Господи Ванден, може да го пробам палтото? Секако дека може. Ана! Татко ми го купи една година пред да почне. Секогаш го купуваше најдоброто што парите можат да го купат. Имавте многу момчиња пред да се омажите? Ана, не е културно да се поставуваат такви лични прашања. Зошто да не? Јас имав многу обожаватели кои не можеа да го тргнат погледот од мене. Имавме многу голема куќа во Бремен Хален. Момчињата доаѓаа како пчели околу мене. Се сеќавам на летото кога имаше... Боже, повторно почнува. Кој ти зборува тебе? Татко ми секогаш беше загрижен за секој момчиња што се вртка околу. И велеше, запомни господине тој. Запомни, јас сум дама. Запомни господине тој. Запомни, јас сум дама. Многу добро. Добро, тоа беше доволно. цело време? Колку има да каже до 13 годишна девојче? Само затоа што некој млад не значи дека нема што да каже, господине Ванда. Ви молам, можам ли да добијам малку приватно? Петронела, можеш ли да ми кажеш што би било толку приватно? Тие се годините пути. Знаеш, сега се е приватно. Дури милењето на забите. Радувам да не напишеме ништо за мене по тој приватен дневник. Навистина пути, понекогаш се унесуваш како дете. Не ли се работење доволно тешки и без да се ширшни околу? Ако не пушеше толку многу пути, немаше толку лесно да се нервираш. Јас пушам, дали ме гледаш да пушам? Немој да ми кажеш дека ги спуши сите тие цигари. Ќе замолчиш? Што секваш? Никогаш порано не сум слушнала возрастни да се расправат. Мислев дека само децата се расправат и престануваат кога ќе порастат. Ова не е расправија, ова е дискусија. Јас никогаш порано не сум слушнал толку непристојно дете. Непристојна? Јас? Не знам. Превостапно може да бидеш тивка 5 минути. Ана, дојди да го испиеш преводот. Зборува,
Еви, Маргот е съвършена, тя никогаш не се кара с никого. Аз не съм съвършена. Тая е любезна. Държи дистанция и зато я прочетува. Пробай да бидеш повече като Маргот. И да дозволам имене да ме прегазат. Не благодаря. Не ме прегазуват. Да, те прегазуват. Не се плашам дека ќе те прегазат. Се плашам с тими да не ги прегазат. Не знам што ќе се случува. Ако ја сакаш борба со мојата мајка, да, мајко, не, мајко, како што ќе кажеш, мајко. Луѓето повеќе не се такви. Нема да правам се за тебе. Маргот не прави. Маргот, само тоа го слушам. А не биде толку драматична. Се што прави таа е точно, а се што правам јас е погрешно. Ако зборувам се фалам, ако одговарам сум непристојно, себична ако јадам премногу, глупава, тотално разочарување. Никогаш нема да ги достигнам вашите очекувања, никогаш нема да бидам Маргот. Не знам како ќе можеме да живееме вака. Не знаеш, Ана, за 2 минути ти се смениш ако повторно. Без вести, без приватност, за никој од нас. Ах, овие луѓе, како да однесува? А да се одивеше да затвори очи да вакви работи. Не се ни сеќавам како беше животот. Мип, драга наша Мип, конечно. Гледам ти се состен. Јас го се дозволим. Сега ќе ја добиеш книгата, драга. Браво, господин Крана. Каде беше денес? Колко сретна? Дојде ли некој интересен во канцеларијата? Кога дојде ми, сонцето почна да свети. Кажи ни, сакаме да знаеме се. И недостасувавте вчера, господине крале. Ајде, кажи ни ми. Нема да останете за вечера? Ви благодарам, но има нешто многу битно за кое што треба да разговараме. Нешто што мора веднаш да се одлучи. Што е? Што е, господине крале? Трета, секој пат кога дојдем, се трудим да носиме добри вести. Но тука не може да знаете колку се лошо работите на тоа. Има еден стоматолог, Алфред Дусел. Еврејне, живе со една христијанка. Но денес ме праша дали знам некоја сигурна адреса. Очајде, видите како му кажам. Да, секако. Ту се барам не познаваме. Тоа се одлични вести ми. Да, но каде ќе спие? Едва има место. Извинете, зборувам без да се консултирам со вас. Мислев дека... Само има многу малку храна. Каде што можат да јадат 8 мина, каде што можат да јадат 7 мина, можат и 8. Се надевам. Мораме да спасиме барем уште еден човек. Па, во право сте. Како? Да, дефинитивно. Господин Кралев ќе се сретне со него. Јас ќе го донесам. Утре. Ви благодарам. Добро е да го прибериме. Но каде ќе го сместиме? Може да земе мојата соба, јас ќе спием за коли. Многу се мил, Петер, но таму нема ни доволно место ни закон. Знам, јас ќе дојдам кај тебе и мајка, господин Дусел може да спие на мојот крев. Не, не и не! Маркот ќе дојде кај нас, а господин Дусел ќе спиеме на зиниот крев. Само така може. Но зошто? Зошто не може јас да дојдам кај вас? Затоа што нема да биде соодветно. Маркота, ти му мамана не се расправа, договорено е. Колку што ме засега мене, мајка може да се фрли дури и во езеро. Не знам зашто не ми се допаѓа, но еден ден можам да ја замислам како неја. Додека смртта на татко ми е незамислива. Злобно е од мене, знам, но така се чувствувам. Се надевам дека мајка ми нема да го прочита ова што го пишува. Таа мене не ми е мајка, јас самата си сум мајка. Кон кого можам да се свртам? Само кон мојот него. Морам самата да станам добра личност. Знам дека на крај тоа ќе ме направи посилна. Едва го чекаме новиот додаток. Каков ќе биде? Мип вели дека е тиво,
да ја покрие жолтата звезда, за да не му ја види. Во одушевење што е во центарот на Амстердам, а не во некое село каде што се повеќето место за криење. Знаеше дека сме веднаш горе и го чекаваме. Само, господин Франк, Ото Франк, слушнав дека сте били в Швейцарија. Мојот пациент ми каже дека сте избегали до Базел или Белгија, или некаде. Така си ти мисли. И нацистите се не даваме. Ги зафркнавме. Многу ни е мило што дојдовте, господине Дуслав. На сите ние. Не знам како можам да ви се заблагодарам. Не нас. На Мипи господин кралят. Не може да бидеме живи без нив. Не се плашиш ни тогаш? Не сме херои. Многу се скромнаме. Не ги сакаме нацистите. Ништо ништо. Ајде да не здравиме за господин Усов. Конјак! Го чувавме во случај некој да се разболи, но... Но нема подобар начин да се искористи. Господин Дусов, мило ми што сте со нас. На здравје! Господин Дусов, браво дека имаме заеднички познанија. Доктор Кинслер, ја беше пријател на Франко. Што е? Што е, господине Дуслав? Доктор Кинзлер ја одведува минатиот месец. Улица Ветрна. Го одведува целото мало. Што е? Кажете ми. Седамте камераите изчезнува. Вземаат од кревет и седени. Невозможно е да се побеце само да се крие. И каде се земени, депортирани, бомберани, професор Холмстед. О, Боже, не! Имате 5 минути. Го земате само оно што може да го соберете на ръка. Оставени в еврейски тайната на дърване. Дори не да бъде. Доктор, аз съм ти откам. Точно го ужасно. Секој втори. После тренува злиста. Господине Дуслав, ги познавате во своја роби? Мината ќерка Ханели и јас бевме пријателки од кога имавме 4 години. Нив не ги се звонив Нели. Не, Ханели! Не може! Има едно семејство. Не! Наравно дека господин Дусов би сакал да се смести пред вечера. Господин Дусов, се извинувам, но не можеме да ви предложиме ваша соба. Се надевам дека нема да ви смета да ја делите со мојата ќерка. Не знам какво се случва. Не, моравте да ни кажете. Моравме да знаеме. Ана, покажи моја собата, господин Дусов, за мило. Благодарам за се. Се што кажа, колку ужасно, колку пинеко од тоа што ни кажуваше господин кралот. Точно ти ми се допи дека што го кажува господин кралят. Епа, е лесно. Не е многу балетно. Нели? Никогаш порано не сум делела соба со маж. Се надевам дека ќе ви бидам подводно од нешто. Знам дека ќе ви недостига жената со која живеете. Шарлот, јас не може да те разделим. Се случи толку брзо. Не може да ти кажам каде одам, затоа што јас сам ја тренирам. Не сте смеели. Никој од нашите пријатели не знаеше. Ќе беше опасно. Не само за нас, и за нив, и за Шарлот. Да, ти си паметен на дом. Сега да може да се разделим. Се надевам дека ќе се согласувам. Јас ги нервирам сите тука. Кој беше вашата Шарлот? Шармантна, прекрасна. Ти се допаднеш. А Андреја дека знаеш, О, знам, Мик ми кажа. Ова е мојот кревет, а тоа е креветот на Маргот. Тука ќе спиете вие. Знам дека е мало и тесно, но кога ќе дзимнете ни завесата, можете да го видите најубавото костеново дрво во светот. Едва чекам да почне да цути. Се надевам
имаше по-хладна и аз имах на утре. Ви отговори Бастака? Всъщност, не съм баш готова. И по-добро тогаш вие имате на утре, аз имам по-хладна. Изедохте стоматоложката отприма и вече към да я видам. Ги обожавам тия мали огледалци. Ке не ги поправите зъбите? Всъщност, не е баш така. Не е лесно да се иде стоматолог. Помислите. Си те ще шегуваат с нас. Ти те нормално. Ужасно. Ти те се шегуваат. Да те да... Кажи ми къде да се може. И муши. Кой муши? Мачката напитък. Мачка! Никой не ми спомня мачка! Не грижете се, ки ми се допомне муши. Той е най-сладката мачка на света. Мраза мачки! Страшни се! Предизвикуват астма! Петър я чува по неговата суба цяло време. Да се надаваме. Патен Господи, трябва да се помощи да не те кажем. Главно е за това, кога трябва да бидем активки, кога можем да одиме во туалет, можете да одите в туалет. Не знаете колко е битен туалетът, кога се криете, особено кога сте изплашени. Да, а neki дневи, ако се на вечера, така малко отварени. И уморете се, Господин Исусе, и аз ке се погрешам да се чувствувате. Јас сум Колин Рис Паркер за BBC Радио Европа. 12 ноември. Вчера германските сили влегоа во Франција, действувајќи брзо за да се спречат придобивките на Сојузот. Хитлер прати вооружени сили за да окупираат Вишерската Франција. Вишерскиот режим заврши, а со него и постаната состојба дека дел од Франција е слободна зона.
Не беше ваква. Јас сум повеќе како тебе. Не е дека не те сакам. Ох, Пим, сонував дека поминаа седмиците за книги и не зедоа сите. Возот тргнуваше, возот одеше за исто. Многу гласно викна. Мислиш ли дека некој надвор слушна? Не знам што мислиш, но така се чувствувам и не можам да си помогнем. Едноставно не ја сакам. Ана, Не се сложуваме, никогаш не сме се сложувале. А сега мразам што сум затворена тука со неја. Моите кошмари, Пим. Сите ме мразат затоа што ги сомнувам. Но не можам да престанам да ги сомнувам. Ана, сите имаме кошмари. И мајката има кошмари. Страшни кошмари. Но ти се не испуштиш напад. Знам, Пим. Се обидувам да станам по-добра личност. Но како да сум поделена на пола. Што е добро, а што е лошо. Сакам да се променам. Но не тоа го значи да се исклучам себе си. Да кријам како се чувствувам. Те разбирам. Јас и ти од секојаш не се разбираме. Знаеш, кога прв пат пристигнав до тука, ти ме научи нешто. Јас? Се сеќаваш, мајка ти Маргот, кочане, и јас бев физколошка. Но ти скокаш околу собата и го нарекуваш се тоа авантура. Да покажа дека можеш да избегаш од себе. И сега, кога ја читам мојата книга, ме носи во друг свет. Таму се чувствувам безбедно. И ти имаш нешто. Дневник, среќна си. Среќна. Можеш да пишуваш, да ги можеш да ги несеш сите твои емоции на листот како ти. Куќата се треси. Секој ден што повеќе објуни, толку побрзо ќе заврши се тоа. Вечерва после радио емисијата Пим ме праша што сакам да направиме кога ќе бидеме слободни. Бев многу возбудена, но не знаев од каде да почнам. Мечтаам да се вратам во училиште со пријателите, да свиркам, да се смеам многу гласно. Се прашував дали некој некогаш немаше да се прашува дека сум еврејка. Или само мало дека некој му треба ужасно чиста добра забава. Марга трета. Сакам да одам да танцувам, да ги научам новите чекори и да летам лесовата во нови чекори за танцување. Јас сакам да одам во кино, без те. Ако некојаш дозволат, пак да одиме таму. Мечтаам да добија вистинско кафе, со крем и шеќер. Цело кезве, бања, топла бања. Да лежам во неа со часов. А потоа да дојде Пути и да ми го насапуни грбот. А Пути рече крем торта. Прво нешто кога ќе излезам, одам кај Бергов на крем торта. Шарм. Само да ја гледам и да ја слушам со часом. Знаете ја што сакам? Спремам ручек за пикник, да го однесам целото семејство на бредот и таму да седиме цело. Ханука е. Време за славење. Маргот пушти го радиото. Мислам дека се нема. Гестапо? Обеди стапо до себе тука ќе беде. Може би бил крадец. Мораме да направиме нешто. Нема ништо што може да направиме. Ќе одам долу. Ние тато може да се уште. Марко, врати се ваму. Може би ќе можеме да ги подкупиме. Каде ни се парите, Пути? Бидете мирни.
яскино. Седни! Те молам, учи. Тишина сите! Која да ти помогне? Откъде да знаеш? Гизел парите избегла. Толку бързо, што дори аз кој да предната врата отворена. Да, но сега сме в уште поведена опасност. Господине Досилов, виновно. Да, сега некој знае дека сме тука. Зашто покажеш кај него? Не се гледаше. Може ли да се случи на било кој од нас? Мислите дека крадецка отиде во полиција и ќе рече нека ни ограбува в некое место? Чув некаков звук ме главата. Мислите дека крадец тоа може да го каже? Да, мислам. Вие сте луд. Секако, ќе го фатат и ќе пробат да се спогоди со полицијата. Ќе му кажа дека тука се кријат адрени и може би ќе го наградат. И се да ми погуден поеврен. Не можеме да останеме повеќе тука. Тата да одиме, само да одиме. Каде би оделе? Да. Каде би оделе вие? На улица? Никој никаде не оди. Тука преживеавме веќе 6 месеци. Ако паничиме, ќе изгубиме. Продолжуваме. Маргот, пушти го да дадеме. Понекогаш се гледам себе си во замдан, без татко и мајка, или како скитам по улиците, или како анекс одгоре, или како доаѓаат на средник за да ме земат. И знам дека сето ова наскоро може да се случи. Гледам како ние осумина од анекс, како да сме сино небо на којме се закануваат црни облаци. Обколени сме со мрак и опасност, и во очајната потрага произнесот сме најшли едни на други. Гледаме во борбата долу и во мирот и убавината горе, но ни пречат темните облаци и не можеме ни горе ни долу. Се појавува пред нас еден непробоен зид. Можам само да плачам и да молам. Отворете! Штете ли? Сабота, 1 януари 1944. Уште една нова година почна, а ние сме во најголемиот терор, познат како зима. Тука сме една година, 5 месеци, 25 дена. Сите сме послаби, побледи и многу поголеми. Имаме многу здравствени проблеми, но некако секогаш му е ништо. Иако не можеме да повикаме доктор, нашиот омилен стоматолог не е рарен. Издржете само уште. Како? Ме убивате! Кога би престанале да се жалите, сигурно би завршил побрзо. Добро, ќе пробам. Господи Вандар, немојте. Немојте да се мрдате! Го заглавите инструментот во забор. Тоа е моја вина, изгладате го! Браво, Ван! Немојте да се мрдате, го заглавувате уште девојке. Ете, погледнете, го извади. Јас сум среќна, здрава сум, всушност порасна. И така повеќе не ме собира во чајлите, а камоли во нешто друго. Има уште една промена кај мене. Нешто се случува во мене. Секој пат кога ќе добијам менструација, а биле само 3 пати, се чувствувам дека покрај болката имам и сладка тајна. И веќе чекам да ја почувствувам таа сладка тајна. А има уште нешто. Кога Петер ме гледа со тие негови очи, Среќна нова година ми. Среќна нова година. Среќна нова година ми. Ана, како си? Ние се што вете? Ние... Има уште нешто да направам за мене. Што? Знаеш што? Сакам да го продадеш кај нjeното палто. Не Путин, не ми го прави тоа. Ова е моје палто. Го имам 17 години.
немаме пари. Мора да го продадем. Не разбирам. Никогаш не би ти станало такво нещо. Татото е стара 17 години, господи! Това не е поета, ти го знаеш то. Знам да не ми трябват пари. Нямаме пари. Ти може да го ставаш долу главата. Не зборувай со нея така. Никогаш не разбираш. Нищо. Оди ме повторно. Ми го зиде последният спомен от татко ми. Цел свет замира. Па все още не имаш нас. Ми го зиде последният спомен. Аман, повторно трябва да случваме за татко ти. Да не ще прибързаме за татко ти. За папко. За стара. И сега него. Сега ти бихме в Америка. Па не е таа виновна. И до тебе беше. Знаеш ли ли сега? Останах само парите тебе. Верувай ми. Знаеш на къде довърши битва. О, секако ти секуваш машите. Майко, те молам. Майка ти не можеш да слуша. Може само Не можеш. Веќе кажа премногу, а Јонака не е твоја работа. Не требаше да го кажеш тоа. Да погледи. Еј, па се извинувам. Добро, се извинувам на сите. Посакував да кажем нешто. Но се чувствував толку. Не можам да поднесам тоа. Посакував да не бев кај нив воопшто. И се надевам нема да бидам како нив. Нема, знам. Како него. Што ако бидам како него? Нема, верувај. Само можам да кажам, дека ако не беше ти, сам ти секогаш ми представиш ти, да? И па, кога си весела, ме спречуваш да бидам бодопресан. Не сум секогаш весела, знаеш, брат. Мене ми е полезно, оставам. Знаеш како има каква са родителите, само си имам сума. Среќи зашто си имаш твоја сума. Барем ти можеш да зборуваш со твоите. Не баш. Не можам да зборувам за ништо сериозно со мајка. Он само не ме разбира. Се можам да зборувам со татко, освен за мајка. Не може да бидеш близок со некого прие нешто, така? Мислам дека татко ти е си. Ти му се допаѓаш? Мислиш? Можам да заклучам според малите работи, да ти кажам. Смешно е, нели? Што? Епа, живееме тука скоро од него, прв пат да зборувам. Знам да што мислиш. Знаеш што кажа? Што? Това што ми става да истински пријем. Некако на кого можам целосно да посочам. И јас. Смем ли се за мене? Зашто? Имаш дупчина кога се смееш. Дупчина. Еди се так не обави нешто ми. Не е точно убаво. Јас? Да. Ти. Сонцето свети, небото е сино, има убаво ветре, а јас копнеам, толку копнеам за се. Одам од соба во соба, дишам низ пукнатината на рамката на прозорецот. Чувствувам како ми чука срцето како да сака да каже, не можеш конечно да го оствариш овој копнеш? Копнеам за секој момче, а на Петер сакам да му кажам, кажи нешто, нему само за ми се смееш цело време, добри ме, за да го почувствам тоа вкусно чувство внатре. Ја чувствам пролетта во мене. Ја чувствам како се буди. Ја чувствам во целото тело и душа. Многу сум збунета. Не знам што да читам, да пишувам, да правам. Само знам дека копнеам. Што има за вечера? Не прашувај. Морам, треба да видам спремен. Не можем ова повторно да го јадам. Кисели краставички, кел и скапани копини. Секој ден, веќе сум гледај. Нешто не е поред, господине Дусел. Ајде вие за промена, да пробате да готвите наместо да ја подготви жена му. Јас мислам дека одлично сте сготвили кефи, господин Вандан. Господин Франк, како може да се наливат на ста? Секој вече научило. И внимавајте, господине Дусел, но сакаме повторно да се загнат цевките како минатата недела. Путите, молам.
заведението, Петър ке ни даде. Хайде го отидем само. Jednostavno ne može. Jade kako pile. Vidite ja, секој ден се помало и помало пиле. Маргот, правам се од себе. Извинете, господи Ванда. Само... Ана јаде, Петер јаде. Како го правиш тоа, Ана? Се преправам да е вкусно. Пред да знам, но нема. Много му трябва. Јас јадам затоа што сум гладен. Да стварно си го. Весели се. Не е единствена. Сите сме прекладнати. Ке заврши некогаш војнава? Војната може да заврши многу побрзо, доколку проклетите британци ја започнат инвазијата. Петронела, те молам, немој вечерка. Британците се борат за нивните животи. Ќе направам нешто кога ќе биде време. Кога ќе бидеме мртви погребани, мислиш? Неверојатно е колку се силни тие германците. Толку се силни тие германците што ги победат до войната. Тоа сакаш да го кажеш? Можат да го понетргнат британците. Сталигнаци се помогу! 3000 тони бомби били спуштени на тлото на Хамбург минатата сабота. Тоа не ти е доволно? Не. Колку бомби ти треба? Доволно за да не треба да се грижиме дали ќе одиме во Полска. Господине Дусел, побрзајте, Маркот ве чека. За име Божје побрзајте. Не може повеќе да чека. Ме молам, господине Дусел, ајде. Господине Дусел, повторно се направи редица. Мислите дека сакам да го поминувам животот таму? Господине крале, Бога биле? Жал ми е што ајде во ова време нешто се случи. Што се случи? Морам да ве замолам да бидете потиски, внимателно. Што е? Маш му акција да прашам пред некој ден, што знам за господин Франк. Јас му реков дека имам службата дека сте во Швајцарија. И тој рече така, но може да знае нешто повеќе. И дека нешто подпишуваваме, се враќа као да нама. Боже, Оцена! Много скромно оцена. Му реков само почеток. Му реков дека треба да размислам. Да ризикувам да го пуштам. Во име на Бога, плати ми! Понуди му половина. Види да не уха. Филип, може би не знам ништо, но тука не може да знае како се врши работа за не може да се верува на никого. Това е много добро. Добро. Да сме ради, добро. Благодарим. Мајко, че морам не плач. Не можам да подесам очите и да плачам. Ке питам кој е там. Врати си на вечерата. Јас би останала тука. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know. You never know if you don't know now. А сега, от Лондон, порано от холандският министр за образование, господин Гери Болкестайн. Историјата не може да биде напишана само на основа на официјални документи. Ако нашите наследници сакат да разберат што ние како нација сме направиле во текот на овие години, ни требаат едноставни, секојдневни делови. Дневник, писма со пришилување за работа во Германија. Не ми се верува. Дали тој навистина рече дневник? Ке започнам да го ревидирам утре. Може би еден ден ќе издадам роман. Тајниот анекс, базиран на мојот дневник. Ако не пишуваш сам, не можеш да знаеш колку е прекрасно. Кога пишувам, ги отворувам сите мои грижи. Но сакам да постигнам повеќе од тоа. Да бидам корисна и да доведам задоволство на сите луѓе, па дури на оние кои ги немам запознат. Сакам да продолжам да живеам дури по мојата смрт. Господин Дусел, станува ужасно нетрпелив таму. Остави го, јас секогаш го чекам него. Повторно ќе одиш на таму со Петер? Веќе помина долго време таму. Сега ќе таму точно 2.
Ideš da te zimam kopčili za večer i imaš da se vežbamo francuski zajedno. Но ја познаваш госпоѓа Ванда. Таа има коментар за секоја најнова работа. Остави je takve prirode, ne može da se pomeri. Ali ne mislim дека gospodja Van Dant te uznemirila. Не сум вознемирена. Не си любоморна? Сами ми за Петър? Аз би била невероятно любоморна да бих на твоя место. Да, предпоставувам дека би била, но јас не сум. Не си, Марго? Кажи ми ја. Кој не би сакал да го посетува секоја вечер, да има длабоки и сериозни разговори со некој? И кој знае што уште? Да, любоморна сум, но не на тебе и Петър. Само би сакала да имам некој за себе. Среќна сум што имаш некој. Навистина го мислиш тоа? Сакам да се поминуваш убаво секоја вечер. Секоја вечер. Веќе практички многу работи тука. О, Марко, ти си толку добра личност, ей. Нема зашто да се биде любоморен. Не правиме ништо. Кога што нема ни бакна. Бакнеш од ке дојдам? Не сум сигурна дека сакам. Ох, сакаш. Те познала. Не можеш да си балуваш. Така си по природа. Чекай, да ти поправам косата. Ете, сега си спремна. Предпоставувам дека конечно можам да влизам во својата соба. Нашата соба, драг господине Дуса, и да можете. Ана, повторно и погледни ја. Ладно е на тавану, подобро звиткајте за со нешто. Во моје време момчињата ги повикуваа девојките. На младите луѓе им се допаѓа кога имаат тајни, а таванот е единствено нешто каде што можат да зборуваат. Да зборуваат? Не се викаше така во моје време. Мислам дека малку романса почнува да се развива во нашиот мал анекс. Ако сме тука и подолго, може би ќе има анекс свадба. Искрено, не можам да го поднесам ова глупаво преборање повеќе. Ана, не заборави да бидеш долу до 9. Многу се старомодни, не разбираат колку понапредни сме ние. Избеш убаво, навистина? Ми се допаѓаат черните. Од секојаш ми се допаѓа вечер. Ме секогаш прави секако што треба. Се допаѓаш ми. Ја сакам, но помразам тоа што треба да прашувам за се. Не те прави ли мислене кога идеш зависен од луѓето? Не си мислен. Повеќе. Дури директно се содрга по скалите. Се чувствувам толку. Јас се чувствувам исто. Што мислиш за мене? Прво мислам дека си многу понапред. Сега веќе не си. Мојот живот престанува да беше нереален. Ништо поврзано со тоа што сум сега. Се гледам себе си како да бев крајна погрешна личност. Не би се вратила да видам таа личност простор на овој свет. Знаеш ме ти себе си. Предпоставувам дека тоа доаѓа од твоето постарно пишмо. Ако не го пишувам тоа што го мислам, што го чувствувам и се задушив. Ако не пишуваш само, не знаеш колку е прекрасно. Сакам да бидам вистински писател еден ден. Знам дека јас сум си мојата најстрога критика, но кој знае дали навистина имам талент или не. Што сакаш да правиш? Не знам. Нешто што не треба толку размислува. Може би ако бев тоа е смешно. Не, во право сум. Јас сум тотално идиот. Премногу си со себе си. Па не правев многу работи кога бев навик. Ете, листина достатъчно. Ми да застасуваат многу работи. Понекогаш сумувам дека сум во нашиот стар стан, кога ќе се разбудам размислувам. Зашто не можам да истрчам надвор? Погледни, можете да видиш месечината од тука. Колку прекрасно! Исто како што кажуваше. Гледай го нашиот таван. Светлината на месечината удирала. Не, па може би малко. Петър, имаш ли некогаш бак на синема? Предпоставувам, Имаш ли бак? не беше нешто големо или слично. Кажи ми.
На моят роден деночен ми бе приблизен. Не знам кой беше тройка. Нема нищо лошо во патувањето, иако сигурна сум дека Маргот не би бакнала некого пред да ја вене на соби. Знам дека мајка ми нема докле да маш пред да го запознати. Моите другарки би рекле, Ана толку шокатно, но што е важно што ја кажат тие? Се е поразлично. Нарече наш ставам предсом. Дали не мислирам се ще кажеш? Да. Нема да им дозволиш да те спречат да идеш на него. Нема, дај тука. Може би ги донесам некој од моите приказни да прочиташ. Ќе дойдеш требаше? Добро. Сега не моча. Часът е 9:05. Само познак. Насакам. Vrati se na spijanje. Не ми се верува! Левот! Тој го краде левот! Тишина! Што е? Што се случува? Тој Марко краде нашиот лев! Не може да е. Но ти што правиш? Не будеш парано. Не ми се верува! Ако украде сега, ти укради повторно. Секој ден ги гледам децата како стануваат се послаби и послаби. А тој доаѓа на следното и ја краде нивната храна. Едит, тоа може да ми се случи на било кој. Мамо, тоа е само едно парче леб. Нема да се повтори. Никогаш. Такова. Сакам да си одат. Да си одиме, но каде? Било каде. Било невозможно да... Едит беше нервозно предходни денови. Може би поради тоа беше. Ова не е воопшто поврзано со тоа. Едит, прости му на луѓето, тоа беше само едно парче леб. Како што кажете, секој може да ми се случи. Господине Франк, рекохте дека никогаш нема да заборавите тоа што го направи мојот маж за вас. Ако мојот маж имал некаква обврска кон вас, платено е. Но не можете да ни сврлите надвор. Мислам, Петар е за ништо крив. Петар му е достатен. Да, но нема да се чувствам добро без моите родители. Мамо, ќе ги убијат на улица. А не, право, не смеете да ги испратите. Можат да останат додека ви им најде сместување, но да ги сменеме собите. А не сакам да бидат близко до храната. Ајде да ги подариме веднаш. Немате да не го скапани компир. Силова, се што се случува? Господине Тусал, ме молам, немојте, престанете, не можам да издржам. Силова, се што се Доволно! Господине Дусел, Маргот, сите во своите соби. Компирите може да почекаат. Нека почекаат. Во време. Сите најпрекрасните вести. Што се случи? Инвазијата започна. Ме слушате, инвазијата започна. Можете да почувствувате на улиците возбудата. Искаше да ви кажам пред да бидете. Тоа е тоа. Следат непригодно нормалните. Британци, американци, сите, повеќе од 4000 бродови. Видете, донесов мапа. Едит, што ти реков?
Се молихме за ова повеќе од една година. Шербур, првиот град се борат за него сега. А колку време ќе им треба да дојдат од Нормандија до Холандија? Гледај, тоа е што ти реков. Отидете. Германе, слушаш ли, ќе бидеме слободни. Шербур, Париз, а сега Амстердам. Тој од Западна Европа. Утрово, на брегот на Франција, доплове единиците на сојузничката експедиционална сила. Тоа е командант Айзенхауер. Има порака за сите вас. Иако првичниот напад не беше изведен во вашата земја, часот на вашето ослободување наближува. Дома, бају, се верували. Може да си одиме дома. Не знам како би било дома. Не можам да замислам. Ние сме далеку од дома долго време. Јас се можам. Можам да го замислам секој мал детал. Да се биде повторно рад. Небото мргови. Прошетките покрај каналот. Да, се плашам да мислам на тоа, да си има вестински оград. Не се чини возможно. Дали се тоа ќе го има истиот вкус? Дали се ќе изгледа исто? Не знам дали би било што ќе биде. Исто пак. Како ни не можеме да се вратиме назад? Знаеш што научив? Да минам медицинска сестра за новороденче. Заминам далеко, многу далеко. Колку далеко? Па, не знам. Палестина може. Може би ти се вратиш на училиште во октомври или септември. Не би било тоа нешто, али. Ти? Знаеш на што мислам? Се сетих на денот кога се запознав. Јас те отправ тебе затоа што ти беше единствениот кој можеше да ме наследи. Тоа попладне ме однесе на брук. Прво почна да ме засмееш, па да ме бакнуваш. И да ме бакнуваш. И бакнежите беа убави од смеата. Се сеќаваш? Капетанот беше толку многу загледан во нас, што бродот замина на друг правец. Кога се вративме, ти го натера тој мал ресторант да ги отвори своите врати и порача скоро се што имаше на менито. Каков апетит, воодушевено забележа кон тебе. Човекот навистина може да јави. И дедејќи се вратиме на тој брод кути, ми задолго. И надолго и наскоро ќе изготвам твоите омилени јадења. Но во меѓувреме, ако си гладен кути, дојди кај мене. Додека заспивав се појави мојата пријателка Ханели, облечена во партај, а незиното лице слабо испиено. Ме погледна со таква тага во незините очи, што можев да ја прочитам по раката. О, Ана, зашто ме напушти? Помогни ми, спаси ме од овој пекол, само да би можела. Зашто ми испра да живеам, а ти да бидеш мртва? Ханели, ако некогаш се вратиш, ќе те примам и ќе поделам се што имам со тебе. Дали си се уште жива? Се уште ги гледам твоите огромни очи. Се гледам и себе си на твое место. Ти си подсетник што мојата судбина би можела да биде. Што ќе правиме ако сме... Не смеам да го запишам тоа. На прашањето нема да ме напушти. Се надвиснува врз мене во целосен ужас. Јагоди, нема нешто што сакам повеќе. Не те разбирам устапно. Јас не бе зборувала. Ти не ме постана тоа дадеш, како се кажем конtra. Ти си даш да погледни за целото с тебе. Ти
че мислам, доаѓаат нашите освободувачи. Ќе ви кажам една работа. Се обложувам дека кога ќе излезем одовде, ќе ме заборавите. И кога ќе се вратите дека вашите стари пријатели. Мнозинството наши пријатели ги нема повеќе. Но ние никогаш нема да се забораваме. Никогаш. Добро. Кога ќе излезем одовде, ќе се погрижам никој да не разбере дека сум најден. Што? Сериозен сум. Животот ми бил многу полесен за многу луѓе. Мислиш дека стиле? Но може би. Никогаш не би се одобрен на тоа што сум. Не би можела. Да знаеш дека секогаш ќе бидеш акtiv. Чудо што ги немам опуштено моите идеали. Ми се чинат абсурдни и непрактични. Сепак се придржувам до нив, бидејќи се уште верувам и покрај се дека луѓето имаат добро срце. Дрвените кули, къде што нашите затвореници чуваат стражи. Зидови покриени с рядници муви. Осмината потиснати от барака 67. Предадени. Но не знаем от кого. Нашият последен месец заедно. Нашият последен месец. Пет и Лиана се држат за рака, одат помеѓу бараките на Бодрикавата жица. Едит ми е долен веш во матна вода. Уплашен. Маргот загрижен, запулена во празен простор. Нашите последни денови во холандското тло. Крај на август. Илјада наши се собравме на товарни вагони. Последниот превоз што одеше за Вестербург за концентрационите логори. Розана беше 3 септември 1944. Пари се слободни. Брисел слободни. Розанец беше предоца. Возот. 3 дена, 3 ноќи. По средината на третата ноќ. Аушвиц. Поделба. Марши учени. Марго. Едит.
Ано, моето семейство. Никогаш повеќе. Еден ден, јас и Петар догледавме група мажи, како маршираат. А таткото на Петар ме види. Петар угушен на смртоносниот марш. Мина 3 дена пред да дојдат британците. На неговата мајка, Берген Белсен, денот на смртта е неповед. Господин Дусел умира во мојен гамен. 27 јануари 1945. Јас сум слободен. Не знам ни што седите децата. Потоа, дознал. Еди тука умрела од тага глад јуни. Зимата 45. Се појавува тифус. Луѓе лјадници, затвореници. И кој мамо? Пријателката на Ана, на Нели. Ја гледа Марко преку бодликавата жица. Гола, со испричена глава, вкриена со бошка. И потоа, Ана умира еден ден пред кампот да биде ослободена. Моите ќерки се френи во масовна гробница. Се што остана.